civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. И додека светот се подготвува за новата нормалност, ние сме спремни за нашата стара, добра ненормалност. Избори. Навистина, за некои политичари, нивните партии, никогаш не престана кампањата, она стара, добра, црна кампања, деструктивна. Колку тоа е пукање во сопственото колено, а колку ќе има делотворно дејство врз гласачите, ќе видиме веќе во јуни. Се разбира, ќе кажете како тоа во јуни, зарем оние стари Валкани, Бирти, Фейсбук и Твитер биле во право? Па, овој пат беа во право. Се работи за тоа дека имаме потреба од избори. Секако, изборите мора да се случат и единствено може да се случат во јуни. Како тоа? Затоа што, ако го погледнеме тоа што го зборуваат, го пишуваат епидемиолозите, научниците во светот, па и кај нас, ние можеме да очекуваме нов пик на заразата од коронавирусот веќе во октомври, може би дури со почеток во септември. Ноември веќе ќе биде многу драматична ситуацијата повторно, онака како што ја помниме пред помалку од 2 месеци. Тоа значи дека нам ни останува време да ги одржиме изборите само во јуни. Тоа што се прашањето дали можеме, колку има услови за тоа и така натаму, ние знаеме дека Државната изборна комисија кажа дека сме застанати на 24 дена пред денот на гласањето, пред изборниот ден, што значи дека веќе во средината на мај може да се прогласи укинување на воредната состојба, бидејќи така и се очекува дека ќе се случи, односно ќе се намалуваат мерките, односно строгоста на мерките за спречување на ширењето на коронавирусот, ќе се вратиме во некоја нормала, за во јуни веќе, според епидемиолозите, да имаме ситуација која ќе биде под целосна контрола. Најверојатно со 0 нови случаи на ден и така натаму во подолг период. Се разбира, тука остануваат и низа други прашања кои се однесуваат на изборите, на изборниот процес, но она што останува да утврдиме за денеска е дека избори ќе имаме некаде последната недела од јуни оваа година. Се разбира, многу повеќе за изборите, за изборниот процес може да прочитате на медиумската платформа на Цивил, која се објавува и на македонски и на албански јазик.